Драги браќи и сестри, македонци и македонки, доколку сакаме да ставиме крај на постојаното носење на Македонија 33 години наназад во безизлез, да ставиме крај на постојаното менување на политичките фели во власта со кои што се менуваат само нивните бои, а не и нивните суштина и срж, да ставиме крај на целосното наше обезличување, погазување и понижување како народ до наше целосно бришење и исчезнување, да ставиме крај на нашето постојано негирање на идентитетот, културата, традицијата, коренот и историјата, да ставиме крај во носењето одлуки во наше име без наша волја, да ставиме крај на митото и корупцијата во сите сфери и области. Драги браќи и сестри, македонци и македонки, доколку сакаме да ги вратиме нашите достоинство, чест и образ, нашето свето, древно и многовековно име на државата, Македонија, нашето свето, древно македонско знаме со 16 кракото сонце од кутлеш и грбот со символ лавот, да ги симнеме санкциите ставени на братскиот наш народ на Руската Федерација, но и да пружаме рака за меѓусебна почит, мир, разбирање и соработка, да ја видиме Македонија за членета во сите стопански и економски организации на евроазиските земји, да ги заштитиме и негуваме традиционалните христијански духовни вредности за семејство. Семејство може да биде само помеѓу татко, мајка и деца. Да ги отфрлиме за секогаш штетните и изопачени идеологии наметнати од центрите за моќ во системот за образование уште од најмала возраст кај децата во училишните клупи. Доколку сакаме да ги заштитиме и зачуваме од секаков вид можни злоупотреби и отуѓување сите наши национални природни богатства, шумите, водите, пасиштата, доколку сакаме да ги заштитиме и зачуваме од секаков вид можно загадување сите води, почва и воздух, доколку сакаме да ги унапредиме и развиеме патната и гасната инфраструктура, изградба на гасни прстени, обезбедување на приклучок до секој објект и домаќинство, отворање на проектот Пловен Вардар, доколку сакаме да го развиеме енергетскиот сектор со изградба на 2 гасни когенеративни термоенергетски постројки со инсталиран капацитет од 220 мегавати и една гасно когенеративна термоенергетска постројка со инсталиран капацитет од 100 мегавати на горивни келии. Доколку сакаме да ги заштитиме и негуваме природните земјоделство и сточарство, да имаме земјоделство со еколошко производство без употреба на ГМО, штетни хемиски пестициди и со употреба на автохтони семиња. Да ги развиеме и унапредиме социјалата, здравството, туризмот, да ја промовираме Македонија со нејзините писменост, традиција, култура, дома и надвор од Македонија. Доколку сме за сево ова, да ја вратиме Македонија на македонците, да ја вратиме Македонија на правиот пат. Политичката партија Родина Македонија нуди лица до сега неизвалкани и со чист образ вистински патриоти и домакини. Затоа ве повикувам на 8 мај со заокружување на број 14 да го дадете својот глас за политичката партија Родина Македонија. Македонија на македонците, македонците обединети. Да ни е жива, здрава и вековита организацијата Родина Македонија. Македонија вечна. Ако бараш решенија наместо изговори, ако сакаш да ја го вратим името и достоинството на Македонија, заокружи 14. Родина ја враќа Македонија.